Земјоделците не паметат полоша откупна сезона како годинашнава. Ниту една земјоделска култура не постигна задоволителна откупна цена. Соочени со одголемени производствени трошоци, а ниски откупни цени, расте револтот кај струмичките земјоделци од актуелната состојба. Проценката е катастрофална за сите култури, пошто зелката страдаат од многу поплава, со неангажирање на владата за канали што не беа исчистени. Исто не се повтори предходните поплави, што беше истиот проблем. А со доматите и со краставиците имаме многу средби со министерот, откупните цени пред време му најавиме, оти ќе се случи нешто да действуваме, да имаме некоја поддршка од владата. Они не слуша. А втора средба исто така потераваме некоја помош, пари да субвенционират со откупната цена, да додадат некоја маржа. И ни најавија дека немало пари во владата, пошто и министерот изјава, кажа там пред нас земјоделците, здруженијата, кажа ќе треба од панорамско тркало да скратиме, ќе кажете, за да ви дадеме на вас. Затоа дел од струмичките земјоделци со апел до останатите производители, јавно и без страв да го искажа својот револт од погрешните аграрни политики на владата. Ги повикувам сите земјоделци да се ослободат. Гледам како кукат, на секој месец сркавам стрик. Само кукат, а ги нема нигде. Зошто не се ослободат, да дојдат, да се зберат тука, да го чуат овие горе, нивниот глас и ги имат мајките. Значи, кажавме, со 100 денари, да идеш сега на Кванто, да идеш со 100 денари, 2 врејки ќе напънеш роба, за да се хранеш 2 недели со 100 денари, а едно пиво е 60 денари. Значи имаш красавица 8 денари, имаш зелка 3 денари, компир имаш 7 денари. Не знам, овие луѓе, не знам, самиот се чудам зашто така кјутат. Земјоделецот си е земјоделец, не може никој неговата труд да го газа. Значи, на 45 степени, еве доаѓам од нивата, на 45 степени вадам фафаронки и се чудам како ќе биде и што ќе биде цената. А јас би сакал да апелирам до струмичките земјоделци. Значи, поготово да апелирам до нив, значи да се собераме сите заедно, да не се делеме, да кажеме еднач на ова влада стоп. Стоп за да се види каде е земјоделието. Да се види каде е земјоделието, зошто работиме ние. Значи ние немаме од никој не сме заштитени, од никоја страна не сме заштитени. Не сме оставени на милост и немилост. Никој не презима ништо. Мада еве се фрлят патлиџани, краставици, а народот си јаде за ефтино. Јас не знам со овие плати, да кажеме, минимални 9010, еден работник е најаден, си купува сечко, а ние не можеме да и покриеме самите трошкови за земјоделие. Бидејќи актуелната влада се прокламира како земјоделска, од Сојузот на синдикати на земјоделски производители, денес побараа во ребалансот на буџетот да бидат вметнати следните барања на земјоделците. Во овој ребаланс на буџетот, покрај ургентна исплата на средствата за штети за поплавените подрачја и редовните субвенции, да се изборат и за земјоделците и да се побараат дополнителни средства за надокнада за ниските откупни цени на земјоделските производи, пред се за производите од градинарството и овоштарството. Се почестото соучување на фармерите со елементарните непогоди. Според Сојузот на синдикати на земјоделски производители, владата уште во овој буџет треба да одвои финансиски средства за идната година, доколку се соочат со поплави или суши, за навремено да се надминуваат таквите проблеми.